Здраво, деца! Јас сум учителка Весна Спасова од детската градинка 13 ноември од Скопје. Ме радува што денеска повторно ќе се дружиме и заедно ќе научиме нови работи и ќе стекнеме нови вештини и навики кои ќе ви бидат потребни и во понатамошниот секојдневен живот. Денеска ќе разговараме на тема кого треба да повикам на помош кога се наоѓам во опасност. Се разбира, тоа се специјалните возила на брза помош, полиција и пожарна. И секако, луѓето кои работат во овие служби, а тоа се доктор, полицаец и пожарникар. Слушајте добро, внимателно и запомнете. Брза помош повикуваме кога некој е многу болен или е многу повреден, а ние не можеме да му помогнеме или немаме некој возрасен до нас од кого треба да побараме помош. Тогаш го земаме телефонот и го повикуваме бројот 194. Ајде сите заедно да повториме. 194. Да, точно така. Бројот 194 го повикуваме кога ни е потребна брзата помош. Полиција повикуваме кога некој сака да ве повреди или пак кога некој сака да ви украде нешто ваше или сака да влезе во вашиот дом без ваша дозвола, а во ваша близина нема некој возрасен да ви помогне. Тогаш го земаме телефонот и го повикуваме бројот 192. Ајде сите заедно да повториме. 192. Да, точно така. Тоа е бројот на полицијата 192. Пожарна повикуваме кога можеби во нашиот дом има пожар, во домот на соседите или пак кога ќе видиме пожар во шумата во која се шетаме. И кога до нас нема некој возрасен да ни помогне, тогаш ние го земаме телефонот и се обраќаме на пожарната и го вртиме бројот 193. Ајде сите заедно да го повториме бројот 193. Да, точно така. Тоа е бројот на противпожарната служба 193. Значи, кога имате потреба од помош, може да ги завртите специјалните телефонски броеви и секако возилото и луѓето набрзо ќе дојдат на помош. Сега, кога ги научивме телефонските броеви на специјалните возила за итни потреби, сакам да ви прочитам еден интересен драмски текст со наслов Како се станува специјален од авторката Мира Ѓоргиевска. Смешко и Смешка се две деца кои одат заедно во иста градинка. Тие многу сакаат да се дружат со другарите и да играат заеднички игри со играчките. Смешко најмногу од се сака да игра со возилата. Брм, тину нину, вози, сега вртам лево, па десно и оп, се паркирав. Здраво, Смешко, што правиш? Па еве, се играм со моите колички и ги возам брзо, најбрзо. Убаво гледам овдека си ги наредил автомобилите. Но, дали ти знаеш како си ги наредил? Прво си го ставил автобусот, па камионот, па потоа си го ставил автомобилот и на крај си го ставил пожарното возило. Па да, така сум ги наредил, рекол Смешко. А што е тоа кој е прв, а кој е последен? Зарем е тоа важно? Смешко, му рекла Смешка.
Морам да те научам на некои важни работи во сообраќајот. Ах, знам, еве слушни. Сообраќајот е големо семејство на автомобили, автобуси, камиони, возови, бродови и авиони. О, колку ги има, не е ли, другарчиња? Добро, гледам дека знаеш многу нешта за сообраќајот, дека си слушнал за семејството на сообраќајот, но има специјални возила и тие специјални возила одат секогаш први. И тие возила можат силно да свират, а пак знаеш, може да поминат и на црвено светло. Специјални возила? А зошто се тие толку специјални? Јас сега ќе ги набројам поред, па можеби ќе разбереш зошто се тие специјални. Тоа се возилото на брзата помош, возилото на противпожарната служба и полициското возило. И веднаш ќе ти кажам, тие се специјални, бидејќи се најголемите помошници на луѓето. Се грижат за секого кој ќе се најде во неволја. Ајде сега да се запознаеме со нив и да ги повикаме нивните телефонски броеви. Еве, сега го земам телефонот и најпрво ќе го повикаме возилото на противпожарната служба. Го земала Смешка телефонот и зазвонила на телефонот. 193. Ајде, другарчиња, да повториме сите заедно. 193. Ало, кој е таму? Се слушнал глас од другата страна на телефонот. Ние сме децата од градинка. Да не гори нешто? Не гори. Ние сакаме да те повикаме на гости, сакаме да се запознаеме. Дали можете да дојдете? Да, секако, доаѓаме. Ве чекаме, извикале децата. Набргу, по некое време се слушнала силната сирена и противпожарното возило застанало пред детската градинка. Зазвонило на вратата. О, колку се радувам што ме повикавте. А нема пожар, нема оган. И сега можам да ви се представам. Јас сум возилото што оган гаси. И секој пожарникар од огнот сака да не спаси. А сега, другари, подгответе се за пожарникарски квиз. Јас прашувам, а вие одговарате. Погодувајте. Мојата боја е црвена, токму така. Во мене се возат чичковците, пожарникари, точно така. Во моите црева носам вода, точно така. На мене има скали со кои пожарникарите се качуваат на куките. Да, деца, точно така. Моите пожарникари на глава носат капа. Браво, деца! Слушнете ме сега. Со оган не се игра. За жал, тој е брз. Ако видиш дека нешто гори, ти гласно извикај и збори. Гори, гори, пожар има, противпожарното возило веднаш повик прима. Сега морам да одам. Довидување, деца. Смешка му рекла на Смешко. Ајде, Смешко, сега да го повикаме другото специјално возило. Ке го повикаме возилото на брзата помош. А дали го знаете телефонскиот број? 194. Смешка го земала телефонот и го повикала возилото на брза помош. Ајде сите заедно да повториме. 194. Да, точно така. Звони. Ало, дали е тоа брза помош? Не, никој не е болен. Само ние, децата од градинката, сакавме да ве повикаме и да се запознаеме.
Ке можете ли да дојдете кај нас на гости? Да, секако. По некое време се слушнало звукот на силна сирена и возилото на брзата помош застанало пред детската градинка и зазвонило на нивното звонче. Јас сум возило што живее во болница. Во мене лекарите возат болни лица. Ако некој човек се разболи, итно да го пренесам во болница, тоа ми е битно. А сега, деца, мал квиз. Јас спрашувам, а вие одговарате. По боја сум бело, да, точно така. А на мене е нацртан црвен крст. Така. Мојата сирена прави силно. Тину, нину. Да, точно така. А во мене се вози докторот. Така. Во мене има многу апчиња и инекции за да им помогнам на болните. Така, деца. И болните ги превезувам и повредените најбрзо што можам во болница. И бидејќи се знаете за мене, јас сега морам да одам. Довидување. Смешко? Ајде сега да го повикаме третото специјално возило. Полициско возило. Та, точно така. Ајде, земи телефон и повикај број 192. Да, точно така. Тоа е бројот на полиција. Шшт, звони. Ало, кој е таму? Ние сме децата од градинката. Ве повикуваме да дојдете кај нас на гости. Ке сакате ли да дојдете да се запознаеме? Не е ништо украдено кај нас. Само сакаме да дојдете кај нас на гости. Ке може ли? Во ред, ве чекаме. По некое време се слушнало полициското возило. Ало, добар ден, деца. По улици брзо возам јас и од лоши крадци давам спас. На се што е опасно и лошо, стоп викам и сообраќајни грешки сликам. А сега, другарчиња мој, мал квиз. Можат да ви помогнат и вашите родители. Ајде сите заедно. По боја сум сино. Точно. Во мене се возат чичковците полицајци. Да, точно така. Полицајците им помагаат на луѓето. Да, деца. А дали некој од вас, кога ќе порасне, сака да биде полицаец и да вози полициско возило? Да, секако дека сака. Може да биде полицаец и машко, и женско. А мојата сирена прави силно. Ајде сите заедно. Тину, нину. Браво, деца. Но сега е време да си заминам. На некого да не му биде потребна помош. Довидување, деца. Специјално ви благодарам, мои специјални другари. Навистина сте специјални и по боја, и по сирена, и по брзина. Но најважно од се, што им давате помош на сите луѓе. Затоа, другарчиња, запомнете, за да бидеш специјален, мораш добри дела да правиш. Исто како нашите специјални пријатели. Против пожарното, полициското возило и возилото на брзата помош. Деца, дали ви се допадна текстот? Да, секако. Дека ви се допадна. Зашто се зборува во овој драмски текст? Да, во овој драмски текст се зборува за специјалните возила. А дали вие ги запомнивте броевите со кои треба да повикаме возило на итна помош? Ајде да ги повториме заедно. Кое беше
Кој беше бројот на возилото за брза помош? Да, точно така, 194. А кој беше бројот на возилото полициско? Да, точно така, тоа е бројот 192. А дали запомневте кој е бројот на пожарното возило? Да, точно така, бројот 193. Браво, деца! Запомнивте. Се надевам дека на вас нема да ви се случи ништо лошо, но секако треба да ги запомните овие броеви во случај да ви затребаат итно. А сега, сите заедно имаме за задача да обликуваме возила за итна помош. За нив ни се потребни материјали за рециклирање. Тоа се оние материјали кои не ни требаат и кои можеме повторно да ги употребиме на еден нов, поинтересен и креативен начин. А за ова ни се потребни следните материјали: картонска кутија, хартија во боја, ножици, лепило, пластични капачиња, лименки, пластични шишиња и други материјали што ги имаме во домот. И вашето возило е готово. Поставете го возилото на видно место во вашиот дом, за да може, ако ви затреба случајно, да се потсетите на нивните телефонски броеви. Од мене за денеска толку, деца. Се гледаме повторно. Чувајте се. Довидување.